Пресудите на судот во Страсбур мора да важат за сите, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова, посочувајќи дека за државите што не ги спроведуваат одлуките на Европскиот суд за човекови права, треба да постојат механизми на притисок, па дури и последици врз нивниот статус во Советот на Европа. Земјава, како што кажа таа, ги почитува сите пресуди што се однесуваат на македонскиот правосуден систем, но очекува тоа да го прават и останатите земји членки. Доколку не се спроведуваат, можеби е потребно да има закана која што би се однесувала на статусот член на Советот на Европа. Не можам да не потенцирам на примерот на мојата држава, дека многу пати пресуди во Страсбур кои што се однесуваат на заштитата на правата на македонското малцинство во соседството не се почитуваат, и тоа кај мене внесува големи дилеми во поглед на задолжителноста на пресудите, а без да се спроведува пресудата, мислам дека судот станува една проблематична институција. Силјановска-Давкова открие дека темата за пресудите е отворила на средбата со бугарската колешка Илијана Јотова во Софија. Сепак, како што кажа, не барала кога и дали тие ќе бидат спроведени, туку само почитување на обврските преземени со членството во Советот на Европа. По посетата на Силјановска и собранискиот спикер Афрем Гаши утре во рамки на процесот за соработка на Југоисточна Европа патува во Софија, каде ќе има средба со бугарската колешка Михела Доцова, на која, како што кажа, заминува со позитивна мисла и добро познатите државни позиции. Европскиот суд за човекови права инаку досега има донесено вкупно 14 пресуди против Бугарија за прекршување на правата на здружување на македонското малцинство, а дополнително уште во неколку пресуди се констатирани и повреди на правата на македонците. Дека Бугарија ја прекршува слободата на здружување во април годинава утврди и Комитетот за човекови права на Обединетите нации, кој очекува Софија во рок од 6 месеци да ја исправи ситуацијата и да извести кои мерки ги презела. Спроведувањето на пресудите од судот во Страсбур, заедно со гаранции дека нема да има нови билатерални блокади, е едно од клучните барања на македонската влада до официјална Софија.